Според Националната федерација на фармери, најзастапените вински сорти грозје, смедаревка и вранец годинава не треба да се откупуваат под 16 и 17 денари за килограм. Тоа би било зголемување на 4 до 5 денари за килограм грозје, што за винарските визби е голем ценовен скок. Од друга страна, приватните производители на вино и ракија и во изминатите години грозјето го откупуваа по 13 белото до 15 денари црното. Токму затоа домашните винари и ракиџии се прашуваат како евентуалниот скок на откупните цени ќе влијае на малопродажните. Ако и тие се зголема, тоа ќе представува сериозен удар по џебот. Според НФФ, производната цена на грозјето изнесува 15 денари по килограм, што значи секоја продажба под неа е со загуба. Освен тоа, со ваквите ниски откупни цени само се уназадува лозарството, кој е еден од најзначајните сектори во земјоделството, посебно за производството на вино, кое е извозно ориентирано и значајно за бруто домашниот производ на државата. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, виното е втор најзначаен извозен производ. Инаку врелото и суво лето годинава негативно ќе се одрази врз лозовите насади, особено каде што нема наводнување, што ќе влија и врз намалување на преносите по единица површина.